Работните вештини и знаења кои ги имаат младите здобиени преку формалното образование не одговараат на барањата на пазарот на трудот во земјата, велат од Институтот за развој на заедниците. Начин за надминување на ваквите недостатоци се обуките за стекнување работни вештини, кои не се дел од образованието во македонските универзитети и средните училишта, а се повеќе барани ке работодавците. Сметаат од Институтот, кој денес организираше обука насловена како вештини за подобра иднина. На обуката 30 млади лица од 10 земји од Европа се стекнуваа со знаење од областа на математиката, физиката, комуникологијата. Државата, но и локалните власти треба да посветат поголемо внимание во неформалното образование, изјави организаторите. Прво е проблем што ние имаме многу малку можности за струки кои што се нарекуваат вештини, кои што се употребуваат алатки и машини. Имаме недостаток на места каде што може тие да се стекнат со такво образование. Значи нас ни треба место и простор како инкубатор каде што луѓето, каде што има алатки и машини да го применат тоа. Потенцијалите на неформалното образование за облажување на тешките последици од невработеноста се навистина големи и тие треба да се искористат во нашата земја. Павло Јаблонски Гарсија од Шпанија, учесник во денешната обука, вели дека вештините стекнати надвор од универзитетите, шпанците се почесто ги користат за да најдат работа. Неформалното образование е поврзано со реалноста, со она што го бара пазарот на трудот. Знаете дека невработеноста е огромна во Шпанија. Голем дел од шпанците преку ваквите вештини освен на домашниот пазар, наоѓаат работа и во останатите европски земји. Слична е состојбата во Србија, каде без тренинг обука за соодветна област, многу е потешко младите да се вработат во одредени компании. Во Србија многу странски домашни компании бараат завршени курсови од соодветни обуки. Ако имате CV од некој неформално образование, имате поголеми шанси да се вработите. Невработеноста во Македонија здобива димензии на првокласен социоекономски проблем, кој ги погодува во прв ред младите на возраст од 20 до 30 години.